Така, и добре дојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој. Со мене Мери Јанчева. Тема на овој подкаст ќе не бидат не само нашите миленичиња домашни, туку и кучињата улични. Од причина што неодамна се случи еден немил настан, се троват кучиња на вечер, предпоставувам се уште не се знае кој, што и како. Меѓутоа тоа е опасност не само за кучињата, туку и за возрастните и за дечиња кои шетаат низ паркот. Така да тоа е една сериозна појава. Јас мислам дека треба да се реагира и јавно да се зборува за тоа. Од таа причина гости во мојот подкаст ќе бидат Сузана Стојкова, доктор по ветеринарна медицина во стационар Лана Струмица. Добре дојде, Сузана. Добре ме најдов. И Александар Попдимитров, исто, доктор по ветеринарна медицина во стационар Лана, во моментот ВД директор на стационар. Добре дојде. Да, Како се чувствувате во мојот подкаст? Прво да ве прашам. Убаво вие така, опуштени сме, може да се разговараме. Да, како што спомнав на самиот почеток, ме загрижува фактот, односно веста која се шири на социјалните мрежи за тровење на улични кучиња. Предпоставувам дека тоа се некои изреволтирани граѓани кои им се има нешто неубаво случено со кучињата, па не знаат како и сега со тој еден чин мислат дека ќе се реши проблемот. Кој е вашиот став? Јас предпоставувам дека на социјалните мрежи вие сте повикани постојано на тоа и знаат да кажат еве не си ја гледат работата овие од стационарот и затоа има кучиња и затоа е тој проблем. Не, кучиња ги си има. Така? Кој е вашиот став прво за тоа што се случува во моментот, за тоа тровење на кучиња? Самиот чин апсолутно нехуман чин, неоправдан, нема причина грам простување, оправдување. Значи, без разлика колку човек да настрадал од куче, не е тој лекот да земеш да ги строиш сите кучиња. Треба да имаш малку свест, малку разум, да имаш малку емпатија, чувство. Значи, апсолутно не го оправдувам тоа. Дека човекот бил нападнат касан, па сега револти тоа тоа е чин. моја некоја претпоставка, еве како обичен граѓанин, но знам дека и секој така би кажа. Па нон-стоп се низ парк знаат да нападнат човек и затоа изнервира некој граѓанин, земал труил кучиња по Да, обично тоа Сузана, е така. вашиот став? Го слушаме и ние како обвинување, меѓутоа исто така и јас сум апсолутно, мислам, нехумано делување без разлика на причините, меѓутоа најважно од се е да не ја достигнеме и да не го достигнеме и ние нивото да обвинуваме. Значи за тоа постојат институции, треба да си ја завршат работата, да се обидат да го прво откријат, за тоа што знаеме дека целата таа процедура е многу сложена, треба докази за тоа. Јас би се осврнала повеќе на тоа дека да, се уште има кучиња во општина Струмица, меѓутоа троењето не е решение. Така, тоа е опасно и по животот, како што кажав и на луѓето. Прво се на дечињата. Да, Имаме дечиња во парк. Да. Што може да се случи со нив? Значи исто така, и само при допир и на било кој начин, ако има контакт, имавме таков случај лани. Со детенце? Не, жена која сакала да го спаси од труеното куче, имала симптоми. За среќа не е било, значи дозата не е била во голема количина за да предизвика нешто сериозно, меѓутоа да, значи самата жена завршила на брза помош. Ако се случи, не дај Боже, дете да дојде во контакт, да, симптомите се тие и ризикот од смрт е многу голем. Во моментот се знае ли кој го прави тоа? Не, ние немаме никакви информации. Која е вашата улога овде? Ние Правите ли некои, не знам, истражувања на терен кога или се случаја кога го слушнаваме уште мислам дека уште од претходната вечер имаше некој глас, дена тоа трае некаде, да. Уидеме на терен, гледаш, бараш каде да видиш дали има негде умрено куче, кај што имаше во парку ни пријавија две кучиња, ние ги собравме, па на локацијата кај што беа најдени се бараше околу тревата, дали има фрлено некоја паштета, некоја вирста, некоја саламка.
На кој Го начин собравме, е На кој начин е собравме трудно, знаеш, значи, преостанатиот отров за да го намалиме ризикот за понатамошно труење. Цела вечер и наредниот ден, значи колегите беа на терен, меѓутоа тоа беше Пријави имавме цела последниот ноќ. пат беше страшно на многу голема територија и многу голема количина. Имаше Не беше една изфрлено. локација. Имате ли информации колку кучиња се отруени? Десетина. Знам дека Колку има имаме и ние, кучиња домашни миленици, да, кои за за жал. жал се пратени нели да се шетат по парк, предпоставувам. Да изврши нужда, И кој ќе кој излезе одговара ќе сега? Ајде, не знаеме кој е сторителот, но некој друг сноси ли одговорност за тоа? Дали општината, дали вие? Не ми е јасно, Не, стварно, не. прашувам како обичен граѓанин. Во тој случај според мене треба да се Бараме има сите полиција, одговор. обвинителство, значи, мора да се излезат соодветни лица кои се на терен. Ние не сме полицајци или обвинители, јас да те осудувам, да те обвинувам. Не знам, немам доказ, немам факт, има луѓе кои се занимаваат со такви проблематики. Значи, конкретниот случај, ние во ниеден случај немаме некоја надлежност или обврска. Значи, тоа го правиме баш од хумана гледна точка. Прво да помогнеме на отруените кучиња, колку што можеме, а друго да превенираме нели понатамошното труење и доброволно, ако можеме уште нешто да помогнеме. Надлежни се други институции, значи сепак тоа е кривично дело, според мене. Ние од наша страна, еве, бевме известени од инспектор, тоа беше наредниот ден, инспекторот не извести за труење, успеавме да спасиме едно куче, меѓутоа еве да се благодариме и на колега приватен ветеринарен лекар кој бил на терен, успел да му даде прва помош. После го преземавме ние кучето и кучето се спаси. Денес е вратено на реон повтор. Така. Ваквото труење на животните, кое што се шири на социјалните мрежи, представува и таа општествена слика и за самиот наш град, нели? За жал, не гледа цела Македонија, не само Струмица, и зборува шо прати во Струмица, нели? А тоа, како некако оган на сето тоа се додава и коментарите на социјалните мрежи. Нешто би им порачале туку, ајде баш така, што би им кажале на луѓето кои коментираат без никаква подкрепа и без никаква компетенција за тоа? Треба ли да се дават такви коментари? Не треба, Читавме пред да почне подкастот. Зошто да се осудуваме едни на други без да. доказ, без факт? Зошто да употребуваме лоши зборови? Едноставно со самите такви коментари ние поттикнуваме говор на омраза. Да, тоа е како колективно насилство. Денес сум згрозен од информацијата во Драчево. Човек во Драчево 5 кучиња ги пукал со пушка. Меѓутоа, никој од нас нема да земе и да го осудува сега. Човекот таков бил или да се карам со некој што има спротивно на социјалните мрежи. мислење. Има институции за тоа. И јас сметам дека Facebook или и Instagram било која, не се место за решавање. Не е место за решавање. Да, во ред е да искоментираш, да дадеш конструктивна критика, предлог, идеја, да што би можело да се направи. Еве, ние сме во служба на граѓаните. Важно ни е нивното мислење. Меѓутоа, и да има некое одредено мислење кога во продолжение се кара со некој соседката, така или кучето сосед, и што и како, значи тоа веќе губи смисла. И јас немам намера да читам или да кажуваат убици, па тоа па против кучиња. Да, обвинувањето им е најлесно, тоа е и дел од лошата слика, барем за мене. Баш тој менталитет дека Фејсбук е место да се кажеме кој што има. И би им порачала наместо тоа, веќе кога слушаш дека има труење, информирај ги луѓето што ги познаваш и имат куче. Информирај ги луѓето што знаеш дека на некој начин се во некоја група. Еве има група кучкарник се вика кај нас. Луѓето што многу често одат во паркот, во заградениот простор за домашни миленици. Информирај ги луѓето за да можеш да превенираш нешто. Ако си во можност пешачиш без разлика, не ти е страв, стави ракавици или побарај помош од некој. Стави ракавици, собери нешто што ќе видиш сомнително. Значи има милион начини да се помогне, а да останеш човек доследен на принципи. Фејсбук не е тоа. Коментарите не се тоа. Не се од помош никако, ниту на вас како институција, одличен контакт со угостителските објекти, што се летто пример имаше пријави од многу угостителски објекти.
Во смисла на приема на кучиња со ушни марица, кои- значи кучиња. Аха, И да. ние Одат во простор во додека 10 во се 11 гостите вечер, таму. да, ни чекат храна. Во 10 во Чекат 11 храна. вечер Добро. сме одели на терен. Го взимаш пример од парк, го ставаш карпош, мора да му направиш дислокација, он си има компас, утре пак ќе се врати. Ама Меѓутоа во моментот не не е пријатно, убава не е убаво, слика, значи. да. Аха, и вие реагирате Реагираме да, цело време. се реагира и на 24/7, тоа, значи. да. Да. Да, затоа што знаеме дека кучето е во ред, мирно е, меѓутоа во дадени моменти еве предизвикува прави проблем, непријатна непријатност во ситуација. ресторанција. Значи, Угостителски да, објект не треба да има можеле, допир да. со животни. Да. Каква е јавната свест кај луѓето? Знаете, од кој аспект прашувам? Имаме, факт е дека има нели улични кучиња и сега кога ќе погледнеме ние тоа улично кучење, ни влева страв веднаш. Така е. Кај луѓето, Се си не кај мислиме дека секој. некој тоа секој. куче ќе не апне, ќе не нападне. Имаат ли свест луѓето за такви улични кучиња? Знаат ли што со нив? Знаат ли како да се однесуваат? Вака, ако сега пример го поставам исто прашање на Знаеш зашто? Гледам тука, што се подразува социализација на кучиња. Да. Свесни ли сме дека тие кучиња се Одличен социализираат? Одличен флаер, баш тоа Тане, е. да, може да го зумираш. Да. Што значи тоа социализација Дали на кучето куче? е за урбана средина, дали може да припадне, дали ќе биде подчинето под човекот, да не е агресивно туку, да е баш другарски расположено. Тоа е, како да се каже, тоа е баш другарството човек-животно. Сега, многу луѓе едноставно и во најфрендли ситуација на куче ќе може да кажат страв ми е, ќе бегат од друга страна, кучето може нема да ги примете. Истото прави човек, го поставиме на граѓани кои се вака љубители на кучиња, они ќе кажат се најдобро, ама има луѓе кои едноставно имат страф и од мало куче, иако малото куче цел ден пашка мрде. Да, има некои, да, се плашат од Да, секој и вид во ред на на куче, секој вид да на ги животни. тоа е коректно. Да ги разбереме и тие луѓе. Чувствува ли, еве улично куче, чувствува ако некој се плаши од нив или посегнува по нив да трча или во крајна Кучето сметка, еве, кучето или е чувствува да, адреналинот, да. ама пример се случува и тоа, човек да има Меѓутоа- некој личен проблем, си оди по патот, замислен во проблемот, во Аха. него адреналин максимум, Не е поминува тоа покрај некоја пресудно за територија. реакцијата на кучето. Да, Значи, не е тоа пресудно. експертите кажуваат дека да, и го чувствуваат тоа промена на ниво на адреналин и други хормони во организмот кај човекот, меѓутоа тоа не е пресудно за кучето да изреагира лошо. Има други фактори на кои ние како луѓе не обраќаме внимание. Значи, Па затоа прашав, која е јавната свест, што треба да знаат. Значи, еве сега да ги поделиме во две групи, не е тоа коректно, меѓутоа да објасниме. Луѓето кои се плашат од кучиња. Значи, веќе знаеме, струмица е мала. Постигнавме добар резултат. Бројката се намалува на хубан начин. Значи, таа бројка со тек на време уште ќе опаѓа. На дадени локации во струмица има повеќе кучиња. Кога минувате низ тие локации, потрудете се да не му влезете во реонот на кучето. Значи, кучињата си го имаат тој инстинкт. Значи, они се чувари. Како да знаме аз кој му е Па реонот? тоа е проблемот сега, значи Кажуваме дека во струмица треба да заобиколиме, ако пример на тај тротоар лежат кучињата, јас треба да знаеме, на другиот тротоар. Да. Тука се наметнува други две прашања. Сега кога ми кажа бројот на кучиња нели се редуцира, но за жал се уште имаме многу кучиња и како се создаваат овие реони на кучиња? Сега така, значи имаме многу кучиња се уште, бидејќи почнавме од огромна бројка. Што значи огромна? Колку имаше улични кучиња во Струмица? Вака, кога ја правивме на почеток програмата за работа, уште пред започнување на работа на стационарот, Колку време работи стационарот? стационарот работи неполни 2 години. Значи, на почетокот имавме програма во која, во идеални услови, ќе бидат третирани 250 кучиња од Струмица за 1 година и нормално првите резултати ќе бидат видливи за граѓаните после 4 до 5 години. Тоа е некој нормален тек на работите со оглед на тоа дека мораме да го почитуваме Закон за благосостојба на животните. Ние успеавме за првите 11 месеци да постигнеме бројка од 550 кучиња во Струмица.
Само во струна. Што значи тоа? Морам пак да те Да, прашам така лаички, за тоа што не ги Да знаем. појасниме, Што им правите на кучињата? Значи, кучињата се заловуваат, Добро? најпрвен, значи се обележуваат. Им се става ушна маркица со која да кажеме жолтичките кучето, тука што ги имаат Сега се портокалови за Тоа е годишна наредба. 24-та Секоја година различна боја. Го појаснувам тоа затоа што луѓето мислат дека се од друг град, не се. Да, жолтите Законот се е така. жолтите се од 2023, портокаловите се од 2024. Да. И што значи тоа заловено куче? Заловено Повторно го куче. пуштате вие во... Да, значи секое куче во стационарот треба да престојува максимум 30 дена. Значи, ние не сме регистриран азил центар. Нема, ние во сме Македонија прифатилиште. Во Македонија нема азил нема. центар. Сега сме во преговори, така, со желба дека ќе аха. успееме да направиме нешто. Во петок заутре. Да, задутре. Ќе се надеваме дека ќе успееме, затоа што голем дел од тие кучиња би можеле да престојуваат таму и со тоа многу побрзо ќе се реши. И ќе се намали. Да, Да, тоа би бројката. сакала уште еднаш да го појасниме. Вие сте Прифатилиште стационар. од Максимум таа 30 причина. дена. така. И вие мора да го пуштите Мора на да го улица вратиме повторно. на улица или да го вдомиме ако успееме нормално. Сега мал дел нормално нели се кучињата кои што се позитивни на лишманија и кучињата кои не го положили тестот за социјализација. Ако во дадениот рок тие кучиња што не го положили тестот за социјализација не се вдомат, и тие заедно со позитивните на лишманија задолжително се ефтаназираат. Ќе ги појасниме тие два термини. Добро, и тие кучиња мора законски, нели? Вие мора да ги вратите на улица. Залови, третири, врати. Значи ги заловуваме, ги Тоа е третираме и ги вашата враќаме. Да. основна Да. дејност. Дејност, да, пример, Ваша на основна прием, дејност. на прием. Знаете зошто сакам да го потенцирам? Затоа што луѓето сметаат дека Да, еве се отвори голем стационарот број, на да, и Зашто пак не ги имаме соберат зашто не ги кучињата? соберат Сега кучињата? одговорот е многу јасен. Во Македонија нема азил центар. Што е азил центар? Центар кој ќе ги собере кучињата и ќе ги чува до самата смрт во тој центар. Ќе се грижи Ќе за се нив. грижи за И нив. Сега нема во да тој им- случај, пример, се собират сите кучиња од урбана средина. Јасно е, многу јасно е напишано во Закон за благосостојба, дека кучиња во урбана средина треба да бидат сведени на минимум, а не да бидат во голем број. Во тој случај се заловуваат кучињата од урбана средина, се носат во азил центарот. Сега, вие сте активист, јас ти ќе одам, леле ги сакам кучињата што ги собраа пред мојата зграда, ќе си одам, пример, петок, сабота, среда, кој ден ми е слободен, или еден пат, два пати неделно, во азил центарот, ќе им носам салама, месо, храна, ќе си ги милувам. Или донираш во центарот Донираш, помага. Значи, да покажеш дека ги сакаш да, кучиња. значи ако ги сакаш тоа е, а иначе Кај нас предпоставувам не е пракса тоа да се немаме азил Нема центар. азил И центар. сега тие кучиња што се на улица вратени, луѓето кои сакаат да кажат дека еве се љубители на кучиња, нели, ги хранат по улиците и прават глутница од е сега кучиња. вака, значи тоа е нормално е, значи кај секој човек има емпатија, чувства, значи емоција и сега ти кога гледаш мили се животните, значи мило е животно. Чека, да, посебно кучето, посебно нема, кога- мачките го нема тоа, но кученцето кога ќе застане и те гледа, Да, мора ќе да те му дадеш стопи. некако. Баш ќе да. И сега многу јасно Поред ли е да ги храниме по патот? Во рете, под наводници ќе ставам, само може некој ќе даде замерка. Добро. Ама намерно ќе ставам баш заради поделба на двете Добро, групи. да. Во рете ми се јавуваат чувства, емоции, го хранам, се грижам за него. Доаѓа комшијата од друг спрат, идеш ти од друг спрат. Се собират неколку граѓани, 4-5 граѓани, од 50 луѓе што има во Така, една од зграда, една зграда, да, зграда. сите по едно И ние се кокале. ги ранаме, и ние сме направиле едно добро дело, 1, 2, 3, ти снали 10-15 кучина. И на комшиите, веќе на останалите комшии, 45 луѓе, пример, им пречат. И сега идеме во конфронтација, ние против нив, или они против општина, или они против институција. Затоа под наводници реков, Тука добро се е. создава проблемот. Значи, ние од нашите емоции и чувства правиме добро дело, ама некој пат слепи сме, не гледаме дека со нашето добро дело па правиме лошо на други граѓани кои не сакат кучиња и кои имат страф од кучиња. И ние ќе им викаме, не касат, мирни се, вакви се, такви се. А Не не го е случај, интересира. за жал имаме и неубави зашто инциденти, значи? имаме за жал така со тие се формира кучиња. таа негативна нишка, негативен чопор, хординг.
Да, Сваќаш? се јавува негативно, Кучињата не гледат како материјално средство, како ресурс на нас. Да. Не дека они викат, После- ти дават храна, ти не дават храна. После кратко време, они не гледат како алфа куче, што треба да го штитат. Тоа е најголемиот проблем. Значи, ако Нас ние... не гледаат така. Да. Затоа што стануваат... да. Интересна е Ние таа што- психологија на ние што- кучињата. Ние што ги храниме, нас не гледаат. Значи, тоа што го даде примерот дека од зградата неколку луѓе ги хранат. Добро. За кратко време, кучето си ја запоседнува територијата, а тој што го рани го гледа како. Значи, кучето може да биде мирно и да лежи 24 сата, во моментот кога се појавуваш ти, станува агресивно, територијално и те брани, не дава никој ништо. Значи, Тоа е neki инстинкт, Не одбрана. значи дека кучето Кој е се чувари. агресивно или лошо. Да. Едноставно Напротив, чува територија. Кучето си е многу мирно, многу убаво, меѓутоа си работи по инстинкт. Тоа е тоа што ние кажуваме цело време дека во рете, значи да се хранат кучињата, меѓутоа не така. Не пред зграда, не на улица. Ти храниш едно, знаеш дека доаѓаат уште 5. Добро, да. Ја чува Самиот територијата и после човек кој е си виновен? прави... Да, сега ние Да. сме направиле добро, Да. леле колку добро дело Луѓето што направивме. ги хранат... Мислиме дека сме супер. любители на сакаме куче, еве, седи до мене постојано, например, Ја ќе што одиш некој некаде. пат човекот од своите емоции е пијан, Да. да не гледа околу него што се случува. Кој е вашиот совет? Ајде, тие кучиња па не можат и гладни да бидат цело ден Точно, по во улица. рете Имаме тоа, да. случаи Како со се хранат тие кучиња? Со Вие? кукички, знаете ли дека добиваме и закани дека доколку се постават кукички на одредени локации, граѓаните ги сукршат тие Да, кукички. имавме многу убав проект. А целта беше тие За кучиња таму зимата да да се- се за зимата, не, за зимата, За зимата да поминат кучињата што зимата. знаеме Добро, да, дека да, се да. во дадени реони, едноставно да им помогнеме да ги згрижиме да бидат на топло. И без тоа таму живеат. Бидејќи се разпрашувавме сега, јас не Нема може да пред одат твоите никаде. куќа да ставам кукичка на Види, куче. реално- на јавни територии. На јавни кажа. територии. реално да. знаеме каде се движат тие кучиња. Да. Ги има во парк, на плоштад и таму, Да, баш како што кажавте, им се направени тие нивни реони и на плоштадот е сериозен проблем. Сериозен? Летно време, да. Тие посегнуваат и по деца, Под што деца е на најинтересно. под И деца по на возрастни. велосипед, да, зошто па детето не морало толку брзо да вози на плоштад. Бидејќи имало куче. И сега па иде другиот Сега кој е граѓанин, кри- другиот граѓанин вика, чекај малку, тоа е мое дете и јас сакам детето слободно да се шета во плоштадот. Тоа е куче. Секогаш сме ние секогаш- криви за тоа. Да, и сега пример, А, јас кај вас доаѓаат. да, и сега Аха, пример, да, и да. на овој коментар ќе има една купа критики баш поради тоа што го кажав. Јас ги давам двете страни. Кој е крив сега? Не, ако ние за во тоа се законот- дискутираме отворено тука. Во законот за благосостоје во пишува дека на урбана средина не смее да има улични кучиња. И тоа е целта на стратегијата залови, третири, врати. Со стерилизација, со кастрација да се намали популацијата. Така. Сега, јавна тајна, втор пат ќе кажем јавно на телевизија, дека уличните кучиња во Македонија се бизнис за продажба во Западна Европа. И се заработва добро. Така. И задутре, Имам задутре слушнато кога за ќе бидеме тоа, на да, панел да, расправа да, од да. покровителство на австрийска амбасада, Така. исто ќе биде и темата. Значи тоа е еден од клучните проблеми. Има граѓани кои уличните кучиња ги гледаат како бизнис. Нивниот бизнис во ги корис. манипулираат емотивно на другите граѓани, Се прави фама на се прави социјалните фама на мрежи. социјалните мрежи и сите викаме леле грехче во право си. Они факт е дека спасуваат многу кучиња, немам коментар за тоа. Имат премногу имат спасено кучиња. Да. Меѓутоа да погледнеме реално обострано, да ги видиме двете страни, темелно едната страна, темелно другата Сакате страна. да кажете дека нив не им одговара да се намалува Не им бројката? одговара. За жал. За жал, За жал не одговара. бизнес, За бизнес. за бизнес Не цели. говорам за страните, цела Македонија е исто. Општо, во цел Сите Просто шетаме Постои надворот Да. државата. Пример еве на ќе запад, одиме- на запад нема куќиња. Во Лондон шетаме. Нема Еден- кучиња. еден пример, еве Ќерката ваш. ме праша, мамо, зошто Зошто нема нема кучиња? кучиња? Деме, пример, ама си види, купаш- кај нив е тоа нормално, деме, кај нас ги има, зошто тука ги нема? Деме, пак- они не се во ред. Вака, значи Европа ги има одстреljено сите улични кучиња, или еутанизирано, или без разлика како ги има изчистено пред 30-40 години. И има направено расни кучиња. И тие расни кучиња, сакаш да имаш кученце, ти се чуваш расно куче, нема потреба улично куче. Но пропишено сето тоа со закон, Со закон, со се. и прописи како да треба Сега, да се тоа одгледува не го тоа куче. оправдувам, бидејќи се губи таа една линија, една конекција баш со автенти, со
правите кучиња, со вистинските кучиња, бидејќи Нашите тук. Да, се губи, Да се си губи кажеме, да, со нашите нашите кучиња се губи таа Джукела, како и на српските зови. доч домашна улична Точно джукела, е јас дома така. имам баш такво куче. Да. И се губи таа конекција со правите кучиња, зошто само заради расните кучиња за бизнес. Меѓутоа стигнува период последните години, кога и самиот западен свет, граѓаните од запад, не може да си дозволят да си купат куче од 2-3 евра. И за нив е скапо од 5.000 евра. Така. И многу е полесно да одат во шелтер центар, да земат некој куче од од Македонија или од Западен Балкан, бидејќи Западен Балкан го прави тој транспорт, ќе го земат за поевтини пари, за многу ефтини пари. И дури мислам дека имат или намалување на данок, ослободување од данок. Ослободување од данок. Кој се ослободува од данок? Англичаните пример. Собственикот. Ако има расно куче, треба да плаќа данок. Ако е Вдомено од шелтер, не плаќа данок или плаќа мал Некој минимум, процент. знаеш. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Иначе проблемот со, мислам, законот за благосостојба и за бездомните кучиња. Тоа е навистина жално и Жално е, тоа е жално. како информација да се слушне. Сакам да ја кажем јавно. Ако Јас ќе бидам за изложен тоа- на многу критики за тоа, види, за ама тоа не ни навр... се- Тоа е вистината. Така, да, Тоа е за тоа ги вистината. правиме Вистината тие боли, подкасти тоа и боли. сакам тоа е отворено да се насекаде низ разговараме. социјалните затоа мрежи, што- засегнати така, страни во да. моментот. Го Од една кажуваат страна- и го пишуваат тоа. Мислам, не е некоја баш Баш за тоа како што викаме кажа јавна јавна Ама тајна, да. дури да баш прашате тоа. тичко Google да го прашате и тој ќе ви каже дека од Западен Балкан најефтиното куче во Западна Европа е 500 евра. Прашање да му поставите на Google, исто ќе ви одговорот Да, ќе ви го да, даде. да. Значи, тоа е веќе разработена А од схема. шелтерот ги добиваат за Да. 50-100 евра, претпоставувам. Да. И 500 евра да се не се 5000 евра. Так, да. Тоа е навистина поразителен Поразителен факт. А И после, сакав? да, и после пример кучињата, нели мобетот почна од центарот, од плоштадот, кучето е лошо, па децата се лоши, возат многу брзо. Па тоа е дека ние имаме кучиња. Факт е дека имаме кучиња Да. и сега како да се справиме со нив и како граѓаните да знаат ајде да го кажем тоа, една комуникација со кучињата да имаме, Вака, нели да не си се значи, мешаме едни со Е други. индивидуално. Ако го почитуваме нивниот простор, ќе избегнеме многу проблеми. Точно. Прво, Така. мој совет до сите, без разлика дали се плашат или не се плашат. Најбитно од се е малку трпение, во смисла дека го почнавме разговорот за бројката. Почнавме од огромна бројка. Значи, веќе се третирани во Струмица околу 800 кучиња, уште не им се гледа крајот. Што значи тоа? Дека Ги има значи, многу. за да се реши проблем кој не бил решаван со години или делумно бил решаван, треба време. Сега, наместо да бидеме благодарни и да успееме некако да помогнеме или барем да не одбагаме, затоа што конечно Струмица е еден од ретките градови кој има свој стационар Така. и работи добро. Значи нема потреба да ја комплицираме работата и да бидеме нетрпеливи, уште има кучиња. Значи, луѓето кои што не знаат, има начин, може да дојдат во секој момент, да се јават по телефон, да прашат, и не најавено може да дојдат, сакам да гледам како работите, како функционира, вратта отворена. Верувам дека на многу од луѓето не им е јасно што значи тој стационар. Еве јас на почетокот сметав дека сега се отвори стационар, ќе немам улични кучиња. Но гледате дека и јас всушност гледам дека не е така. Си има закони по кои се работи. И сега една од причините за улични кучиња е тоа што нели вие спречувате, ги заловувате и ги... Со самото оперирање, кастрација, стерилизација се намалува популацијата. Но имаме ли, еве конкретно сега за Струмица зборувам, имаме ли проблем и од луѓе кои вдомиле кучиња, па после година-две се предомислуваат, не го сакаат веќе кучето и го остават на улица. Имаме ли такви случаеви? Многу ретки се тие случаи кога ќе вдомат и потоа кучето пак го наоѓаме на улица. Ние го знаеме веќе кој е. Кучето пак си шета на улица. Меѓутоа, тој проблем не е толку голем затоа што тоа куче штом излегло од кај нас е стерилизирано или кастрирано. Тоа куче не се размножува. Значи, многу по-голем, многу по-голем проблем се сопственичките кучиња
Кои? Купените кучиња. Со собственик. Значи, дали имат микрочип или немат микрочип. Кај нас уште тоа не е убаво регулирано и спроведено на пракса. Меѓутоа, кои што не се кастрирани, не се стерилизирани. Го чувам, во дворот ми е сега од Сабајле малку шета до центарот или до сред село. Како или... шета до центарот? Така си шета цел ден. Да видиме што има нагоре. Да. Се враќа, за 2-3 месеци раѓа, па сега не се мои тие. Само кучето е моја, а потомството не е моје. Ај ќе дадам на комшијата 1-2, таму уште 2, ами другите 3-4, 5-6. Тука е Значи, изворот на проблем. Да, проблемот е многу поголем. Нема ли некои законски норми, не знам, правила по кои евентуално и да се казни некој што е собственик на куче, но еве, го пушта самоволно шета, па прави проблеми и тоа на изградот. Неофицијално разговаравме, нели, во Глутница кучиња едно ќе биде така од домот собственик, нели? И тоа ќе прави најмногу проблеми. Па така, ако е во Глутница со уличните кучиња, он како доминантен, најпривилегиран, може прв да почне да лаа по некој мотор или по некои луѓе и да се повлече пак во дворот, а останалите кучиња после да го терат на граѓанинот до крај. Да. Има ли казна за тие собственици Да, кои се законот несовесни постои, собственици, ајде да кажем? законот постои, меѓутоа, за жал, не се спроведува. Многу малку, колку јас имам информации, многу малку казни има изречено баш во тој контекст за неодговорни собственици. И уште по-голем проблем во моментот е дека постојат и луѓето кои што викат моје кучето не им е микрочипирано, да, нивно е, он го зел, го купил, нивно е, меѓутоа нема доказ за тоа. Значи, кога му одговара е негово, кога не му одговара, не е негово. И супер. По правило, дали ќе купиш куче или ќе земаш од улица, прво и основно што треба да направиш да го носиш на ветеринарен доктор. И сите процедури, чистење паразити, вакцинација, ќе дојде ден и кастрација да му направиш како одговорен собственик, да му ставаш и микрочип, тогаш ти си одговорен собственик. Тогаш. А пример, ние земаме куче, година две, многу влакна има, нема влакна, кој ќе го шета, не го шетам, значи, кучето е луксус. Кучето е луксус, треба да имаш време, треба да имаш храна, треба да имаш пари. Кучето е како едно дете плюс да имаш во Мислите ли дека сега е малце повеќе моден тренд отколку навистина љубов према животните, тоа што секоја, не знам, втора, трета фамилија има куче? Го оправдувам. Да, имаше едно зголемување баш во карантинското време. Не знам дали е помодарство или не е ни битно. Да, кучињата се љубов. Тоа не станува, а збори никош не е доведено во прашање. Меѓутоа, пред да земе било кој куче, треба да размисли. Еве нашиот прашалник што е за вдомување. Има прашалник за вдомување. Значи, има прашање каде ќе го оставиш кучето ако одиш на одмор. На одмор, да. Формулар за одговорно постојување на... Колку мислиш дека... Ама тоа ако се вдоми од кај вас? Да. Да, ама тоа треба секој едно да го... Ако не ги исполнуваш тие услови, зошто ти ќе вдомиш куче? Значи, размисли, пред да земеш, информирај се. Кај нас во Струмица колегите сите се информирани и прекрасни. Оди прашај ветеринарен лекар. Патување. Каков тип на сместување живеете? Не може во зграда да станат 40-50 квадрата да земеш некоја мечка или некоја хаска. А има. Има, пример, има луѓе чуват хаска дома, да, ама таквите луѓе, пример, може да се ептен одговорни. Може да е шетат 4-5 часа на ден. Да. А има некој ќе го стави дома на тераса, кучето што прави? Тоа е измачување, тоа е нарушување на благосостојба, не направил добро. Баш за тие сакав да прашам дали има некоја одговорност, некој казни ако не го сака кучето или не го третира како што треба, па има и малтретирање на домашни миленичиња. Еве, дали вашето милениче има потребните прошетки активности редовно вика, значи прашалник. Само еднаш во недела кога си слободен. Колку луѓе живеат во вашето домаќинство? А што тие кучиња кои ги купуваме онлайн? Па тоа е тоа. Значи, сакам нема да го прашалникот, да ме после одредено време ќе го пуштам на улица. Да. Нема да размисли и да го пополнат. Не е тоа некоја гаранција, значи кај нас луѓето може да го пополне и да се предомисли. Меѓутоа, барем за кратко, еве, за стан да размислуваш, сакам, можам да имам куче или не можам. Сите сакаме. Нема некој што не сака, јас мислам голем да сакаме. Меѓутоа, некој можеме, некој не можеме да се грижиме за нив. И тоа е многу битен фактор зошто се зголемува бездомната популација.
Да, затоа прашав што е Да. другиот фактор. Неодговорното Најголема собствениште не е грешка, само што да. го пушти, што нема да го вакцинира, нема да му става први основно микрочипот му е Да. идентификационна карта. Лична карта. Лична карта му е на кучето. Да, и сега ти, пример, 5-6 години И чуваш ако го куче, не му видите ставаш вие тоа микрочип, куче- викаш мое. Аха, ако го видите тоа куче на улица. Сега нема микрочип, и аз не знам дека е твое, доаѓа во стационарот, кучето влегува во протокол. Кога ги влезе во протокол, Како нема бездомно се излекување, води. како бездомно се води. И ти викаш, ама јас 5-6 години го чувам, дај ми Еве го доказ. пасошот, еве е сликата од кучето. Микрочип има ли? Нема. Ако немаш ти доказ, Сега кога влегува во протокол, ќе се истераме 30 дена протоколот, третирано После како вземи се бездом, потоа може да се После го Да, вдомува. го вдомува. А ако има микрочип, ако е ако имаме пуштено да да се јавуваме шета, на собственикот, се јавуваме на инспекторот, ги контактираме двајцата и после нека си терат работа. Значи инспекторот е надлежен, сега борете нели прв пат да Така. даде опомена, а после тоа казна, меѓутоа тоа не е наша надлежност. Ние го заловуваме, го проверуваме микрочипот во ВИС системот. Значи ако го најдеме Ветеринарен собственикот, информативен систем, ВИС систем. задолжително го информираме инспекторот и собственикот, ако можеме нели да го контактираме и после тоа останува на сега како и да кажам, меѓусебен договор, дали ќе биде казнен, дали со опомена, дали повтор пат може да се Не е наша одговорност, Не е наша тоа ние наша сме го фатиле надлежност. кучето со микрочип, Да. на име и презиме. Наше тоа и да тоа. пријавиме во Пријавено инспекција. е кучето, во инспекција, толку. така, да. Нека биде тоа еден апел, еве и до сите институции кои се надлежни за тоа, нели? Јас претпоставувам имате добра соработка со Прекрасна, инспекторот, значи со институциите. инспекторите од Но Агенција за очигледно храна. дека треба повеќе да се излегува на терен, не знам, и да се подигне јавната свест кај граѓаните. Пак ќе кажам, со таа причина разговараме Сите отворено. наши активности, Дајте да бидеме сите сите наши сплотени активности. во ова. Па и тие што се невладини организации за нели, за Добро. заштита на правата на кучиња да соработуваме заедно, а не Да, да се знаеш, пропукуваме на социјалните мрежи. Сите наши активности се под надзор на Агенција храна и ветеринарство. Значи, одлична комуникација имаме. Така. Што сработиме, први основно нив ги информираме. И пред да сработиме прашуваме Прашуваме. многу често. Значи, многу често таква сме на комуникација консултации. нема, да. Значи, тоа е, мислам, главниот адут, зошто едноставно и поминавме доста турбуленции. Што Так, поминавме. така, да, Тоа е да, да, баш да. главната причина на таа добра комуникација. А што со невладените организации кои се борат за правата на животните? Вака сега, Како с- функционираат тие, еве, например? Подлежат ли под закон тие? За жал не. Секој си го Они имат регистрирано Сдружение за заштита на животни, тоа е невладина организација. Меѓутоа, кога имаш прифатилиште, исто така и прифатилиштето треба да биде регистрирано. Не можеш ти со регистрирана канцеларија да водиш прифатилиште. прифатилиште. Тоа префатилиште може да помине. Значи, како одредени ние критики, поминуваме одредени стадиуми. инспектори, Така, Дали да. столови, санитарна, да, значи Дали има ветеринарна. хигиенски услови први Да. основно. Најважното нешто, хигиената е број 1. Вработените исто така треба да имаат сертификати. Волонтери во ред, волонтери сте, Така, меѓутоа, да. вие сте волонтери во здружението. Прифатилиштето е посебна работа. Тоа си функционира како функционира еве стационарот, така треба да Тука функционира. пример не Тоа се е сваќа пропуст некој пропуст на не се законот, сваќа претпоставувам, сериозно да, пример таа нема. активност дека вработените одгледувачите пример кои ги чистат боксовите, ги хранат, си разговарат со нив, значи они треба да поминат исто низ таа обука. Сега има луѓе кои си имаат таква емпатија, не им треба обука, значи они тоа си го поседуваат. Природно го имаат. Природно си го имаат. Имаме кај нас. Тоа е една голема привилегија и ние го имаме тој. Благодарение на таа привилегија успеваме во добар контакт со животните. Меѓутоа, ако ти имаш префатилиште, може да поминеш и Така. да си земаш и документ за тоа. Веќе ако си се предал на тоа, зошто па да не одвоиш некоја пара, да си платиш, да си земаш лиценца. Си има катедра за бездомни кучиња. Да. Мислам дека На треба ветеринарен да се факултет. реши тоа. Тоа ќе биде Да. од помош не само за вас како институција, и туку на целото општество. Ајде да се сплотиме сите кон решавање Тоа е на повикот тој и таа е проблем, целта и А, не постои друг начин. Значи Така. нема да се реши проблемот ако не се координираме да работиме заедно. Да. Нема шанс. Колку кучиња има кај вас во моментот? И дали има агресивни кучиња кај вас? Во моментот Едно.
едно агресивно. Дали тоа што ми го спомнавте дека Тоа е. има направено проблем во Проблем, Кавадарци во самиот дом кај што е Не во сам дом. Значи, во се извинувам. Кучето го положи тестот за го положи социализација. тестот за Тоа е социализација. специфичен случај. Постојано ми кажувате го положи тестот за социализација. Е, Што значи тоа? Како се Образец за полага социализација тој на тест? бездомни кучиња. Вака, Како имаме... се полага тестот? Да, тестот доаѓа, имаме надворешен соработник, професор на ветеринарен факултет. Со големо Добра. искуство. Со големо искуство, со огромно искуство. Добра. Човек кој значи, го отворил првиот азил центар во Скопје, во Да. Македонија. Долгогодишно искуство, значи возрастен човек е. Дека сега работи Азил центарот? Не. Затоа што ми спомнавте дека не. нема. Да, тоа е било Тогаш, 2001, втора, тогаш е трета. било. Сега нема, Е, да. да. Добро. И Значи, како се полага тој тест за тој тест се социализација? полага, значи, Еве, прашање после како- адаптација како од се Кој го Од кучето. одговара? Тоа ме Да. интересира. Кој пополнува? Професорот. Професорот. Тој е со кучето? Да, директен контакт, гледува во директен кафес. контакт. Ниво на стрес на куче. Според стресот на куче си има почетна состојба на стрес, значи има под праг на толеранција. Почетна состојба на стрес е веќе прагот на толеранција, па имаме надминат праг на толеранција до праг на напад и гризнување. Значи, таа скала не е од нас, таа скала е баш од тој професор. Најважното е дека кучето ќе го положи тестот Скала за на социализација ако дозволи непознат човек, како што е професорот, Така. не ние што сме таму веќе 2-3 дена, И се спријатели значи сте со кучето, не е непознат проблем. човек, го погали, значи од Да му отвори мртва уста. точка, да му отвори уста, значи да не реагира на движење на велосипед, на нешто многу бурно, еве како што беше конкретниот случај кога кучето беше прекрасно, мислам, тоа го положи тестот, со возрастни луѓе не Другар е проблем. проблем. Што му кажеш, тоа Меѓутоа, прави. во моментот кога имавме посета на ученици, кучето едноставно стана агресивно. Почна кафезот да го гризе. Така, што е причината за тоа? Тоа се Што трауми, го- Трауми. тоа да, Од тоа некој го, деца, да. како мало кучето сигурно било травматизирано од деца. И тоа му е него како некој жиг белек и како расте кучето, така одбивноста си расте и си ја држи во себе. Тоа е инстинкт. Не сака деца. Да. сака деца. Генерално, значи, агресивноста кај кучињата е насочена кон еден причинител. Значи, Него нема памте општо, детето, кое ме удри, агресивно Но знае куче дека е лае на мало, се. мало дете. Да. И Па не е би возрастен глас, човек, вибрација, аха. значи Вибрација. има, тоа е И сега посебна сакате наука. да кажете дека сите тие кучиња кои се заловени од вас и повторно вратени на Вратени, улица, да, го сите имат го положено имат тој тест положено на тест Детство и социализација. социализација не смеат да се Не вратат може да казнево излезе. со закон. Сега излегува дека ние луѓето сме криви. Па затоа На моменти. голем затоа дел, реков да. дека ќе бидам критикуван од двете групи излегува- луѓе ги сам. Луѓе Да. што сакат кучиња, луѓе не сакат кучиња. Затоа меч со две острици е тоа. Излегува дека за- и затоа ние го тоа што придонесуваме, подразбираме да. под социализација на кучи. Ова е голема проблематика, како да, така да. на 3 листа скратено е напишено. Да, работата е... знаеш зашто прашувам пак? Имаме многу случаи по возрастни луѓе обично знаат да бидат каснати од кучиња и нападнати од кучиња. Дали тие повеќе некако Повеќе мајки имат па адреналинот им или папагоси. Нема И некој имаше- логично Не, не, објаснување, не. можно е Ајде, дека зошто? реагираат еве на бастун, не го имаме слушнато и тоа и да. знаат да ги удрат, знаат да ги А, репат, Само нели? држање на бастун. Држање е како бастун или стап. чадор ги асоцира кучињата на, да кажеме, немила нешто случка на од- немила од- случка, од може би минатото. се удрени, може би сами се удриле, и тие тука стануваат. да, не дека Факт. човек ги удрил, меѓутоа еве да кажеме како мало поминало, паднала некоја прачка, го удрила кучето и кучето веќе тоа си го значи најголемите трауми такви се од 4 до 8 недели, кога кучето е на таа возраст. Од тогаш започнува значи тие трауми, после може цел живот да... Не е некое правило, нели 100%, Да, но еве се меѓутоа случува, не знам, често некако е. праксата мене барам така како што имам некој впечаток дека некако многу повозрастни луѓе знаат да страдат од уличните кучиња. А што е со тоа сега ми текна во разговорот, имаше еден период кога многу пријавувува во општина каснато од куче и добива оштета. Мислам дека тоа се злоупотребуваше малце. Во август, септември, Што децата е? кои беа каснати, тоа не беше злоупотреба. Сведоци бееме, одевме Така? одма на лице место кај истите деца да ни опишат кој е куче како, што бидејќи ги знаеме. Ако е улично куче. Улично, да. Улично. Пример, за едниот случај ми е стварно жал. Да. Девојчето 13 години порасна со штрпланинец во дворот и други кучиња
и коментарите беа дека девојчето е виновно што било каснато. Не може девојче кој е пораснал со шарпанинец не дозволуваше кога беше помлад да се помине покрај куќата. Во двор пуште шарпанинец. Наредби од тоа девојче слуша. Заедно растачу се века. Да. И сега такво девојче да биде каснато и тоа да биде криво, не. Добро, за коментарите тоа е посебна Кажете приказна, за значи коментарите, точно тоа е е- дека има пријави за лица каснати од куќе. Ние се вклучивме поактивно, да кажеме, во последната година од работата на стационарот и се трудиме максимално да собереме докази. Прво, дали навистина се случило, да нема злоупотреба, колку што можеме. А од друга страна, многу ни е важно кој куќе е, затоа што стигаме до момент кога ние плаќаме оштета за сопственички куќиња. Значи, Пример, имаше твоето куќе, лица, ти си собственик на имаше тоа лица куќе? што си ги пуштиле куќињата. Да, јас сум да сведок на паднале, таков да. еден пример, Да. не случајно ве прашувам. Да. Жената, синчето й беше нападнато, ама синчето го има вознемирено куќето преку ограда и демек мамо ме апна. И таа иде пријавува во општина, во полиција. Бездомно куќе, а во суштина не се работи за бездомно и куќе. доаѓа се сеќавам до собственикот да и даде потврда дека е бездомно, нели да и потврди, да, бездомно е куќето, не е вакцинирано, ова само и само за да се зема финансиска помош. Да. Значи, се трудиме тоа да го сведеме на минимум. Да. Имаше таква Да, случај. можно е, не можеш никогаш да бидеш сигурен, нели? И најчесто кога станува збор за деца не знаат какво е куќето, не го видов, се исплашив. Така, И да. тоа е тоа. Меѓутоа, од наша страна, и покрај тоа што не е таа некоја наша законска обврска, ние се трудиме значи да превенираме такви ситуации и пред се да ги заловиме куќињата кои се сомнителни дека каснале човек. Да. Има ли некои заблуди во кои веруваме за уличните куќиња, но не е така? Може да го кажеш. Може? Кажи. Предпоставувам има сега. Кажи да сме Сите ние си смеево. веруваме нешто. Кажи. Па не Дајте знам, доста лоши да. работи само. Не знам сега дали тоа Кажи да сме значи смеени. разговаравме за во што веруваат, а ние на тоа не би Така, нормално да. се смееме. Сакам барем еднаш кучката да се почувствува како мајка. Тоа. Да не биде кастрирана. Да не биде кастрирана пред да роди барем еднаш. Мислам тоа се некои Или еднаш да, јас и тоа имам еднаш да роди па потоа да се кастрира. Да, Зошто? значи тоа е заблуда. Значи куќето не може да се почувствува како мајка кучката. Значи таа си оди по инстинкт. Значи не можеме на кучињата или на било кое животно да мајка. придаваме мајка крајца, човечки особини. Добро. Мислам тоа Пример, е Да лоđијите што појасниме. викат ако е Да. кастрирано, Не не е е. тоа исто како кај не кај луѓето, да. Да. Мислам далеко од Но тоа. доброто на Да, животното ако веќе треба не да се ако не веќе не планираш ти да го размножуваш или да регистрираш од гледувачница, Така. што е најправилно, мислам многу нормално е уште веќе во првата година кој ќе постигне возраст за стерилизација и кастрација да се стерилизира и кастрира. Никој нема да се мачи, никој нема лошо да се чувствува ти не станал мајка и така. Што мислите за идејата да се направат како ги викаат во странство, не градинки за куќиња, туку Хотели, за хостели, да. куќиња. Функционира тоа. Сметате ли има. дека Па затоа и овде прашањето ни е овде Да. поставено. Да. За Ако одиш рела на дали некоја ќе одиш на ситуација за тоа да се Да, направи. Потребно е. да, потребно е. Потребно е, да, секако, значи многу од нас Ја знам сакаме студенчани имаме. што одат во Скопје, го остават Да. куќето 10 дена, пример, Кога одат на во одмор, хотел, да. да и оде пак за Грција. Значи, оде во Скопје ќе го остави и ќе оде во Грција. Да, тоа би, мислам, најнормално дека ќе функционира. Сега, нели, зависи од многу фактори, меѓутоа, да, зрели сме за тоа, имаме услови. Нека биде тоа идеја, не знам, за Да. еве во општината или Да. било како под надлежност на општината или како што сте вие или во ваши некои Да разјасниме биде некои тоа работи, или не? еве сега кога го да, значи Многу ние работи разјаснихме, многу ние ми се сме, допаѓа да. тоа. ние сме Добро. општинско јавно Така. предпријатие. Добро. Значи ние немаме право да наплаќаме услуги. Аха. Хотел за Значи, куќиња кога може било да се хотел, отвори да, или физичко лице, приватно, или така?
нели? Но пак треба да има сертифициран, нели? Потребно е тоа си е тоа. Значи да има услови, да видиме во какви услови живее тоа. Тоа Агенција храна и ветеринарство си проверуваат. Дали има доволно простор, воздух, движење, дали има двор кај ќе биде. Големина на кафези, Ја нарушува шеталиште, благосостојбата. Тоест законот за благосостојба Е многу дециден и кажат ти можеш, ти не можеш. Не, Значи, да се според почитуваат ус- правила, правила, кои ќе се според прави. условите. Што И проблемот е тоа што да тој ве прашам. закон си го толкува секој како сака. Да, оттаму ги Што имаме ми се ареса, тој се толкува. најголемите проблеми кај нас е дека баш дел од законот се толкува на секој како му одговара. А пример да бидеме реални, може ли ние на улично куче, сега е кога е ладно, да му ставаме облика да го облечеме и кој ќе ушетаме надвор? Ние на тој начин Тоа ќе што му е нарушиме нормално, благосостојбата. тоа што е нормално за милениците, не е Не е нормално нормално за за улицата. уличните Значи кучиња. кучето на улица што журна. спие цело Така, време. Да, или за да ми на биде улица, ладно, ќе го испарвам, праменче ќе му ставам. И тоа е нарушување на благосостојбата. цело време тоа куче си е на ладно и си има уште еден слој крзно одоздолу. И тоа се Природата топли. си го Да. прави Природата си го прави Значи своето. ти сега му облечуваш кожна јакничка да ти биде симпатично. Така. Ја нарушуваш благосостојбата. Состојбата За жал. Едноставно неговата биологија Додека, не значи, го за прифаќа тоа. А на нас ние милениците, колку е убаво. ја нарушуваш благосостојбата ако не го обличеш. Зошто? Затоа што си го чувал 2-3 месеци, еве Дома, да кажеме, аха. дома Цело време ти е дома. на 25 степени, сега го вадиш на минус 10 да го шеташ. Значи Може тоа минус крзно 10 на нула што да има нормално пет, да. треба да биде кај него, веќе е Го нема. паднато. Мора, Значи, мора тоа секој треба што да се вдомува куче да. или што планира да биде собственик на куче, па макар и да си купи онлайн, да ги знае, барем малку да се Расните едуцира особини, за... да, тоа е Ја најголемата затоа викам, грешка кучињата кај се нас. луксус. Ако имаш време, Така. пари и простор, повели. Да. Ако немаш време, не се нафаќи. Тоа ти е едно дете плюс да имаш, да се Да, грижиш, да. да го прошеташ, храна да му дадеш, некој пат ќе му е лошо на доктор да го носиш. И тоа е жива душа. И тоа е жива душа. Мора да му дадеш и него витаминче, некоја пак суплименти, Па храна да си купиш, па и не е ефтина храна. Па и Па не тоа е јавно да е, сготвиш. јавно, Па не е јавно. Значи, Кажете ми и тоа, морам да ве прашам, што мислите сега, тренд е угостителските објекти да стануваат pets friendly? Например, јас не се чувствувам убаво, не јас конкретно, но се взимам за пример. Ако мене не ми е убаво да седам и на другата маса некој да седи, кучето да му е на маса и да го гледам тука, но ресторанот одеднаш станал pets friendly. Не треба ли да се задоволуват некои правила и треба. норми? Затоа реков хигиената и не може пример животно со угостителство, со храна. Оправдано ли е сега јас не го кафичите оправдавам по трендовски? По трендовски, Он е pets friendly и кучето му седи на Значи, Зошто? мислам дека треба да постои простор, дел, барем, или, еве овој кафич овде е, овој не е. Значи, а во најмала рака да биде одделено. Зошто? Значи, јас сакам, сум излегла со кучето на прошетка, сакам да седнам на кафе. Немам каде да го оставам, не можам да го врзам добро. надвор. Ворете Да, тоа, да, нели? да. Еве, И pets бираш friendly, локал, да, кај е. бирам локал. Сега, собствениците сакаат сите да им Сите да им дојдат. да им дојдат. Меѓутоа треба да ги почитувате луѓето кои што едноставно не сакаат или се алергични. Значи влакно тоа Постои тоа, куче, да. влакно тоа куче едноставно ќе му го загрози здравието во моментот. Значи во најмала рака како што беше пушечки и непушечки дел, во најмала рака барем тоа треба да се почитува. Pets Не можеме friendly тие две да, маси. не можеме да следиме мода, а да Така. немаме основни и таму хигиената треба да биде на најголемо можно ниво, највисоко ниво. Во делот, каде да што биде е обележено. дозволено, да, И да биде обележено на секако. врата. Еве, Да. во Скопје, например, сум приметила, веќе има локали кои се обележени, pets friendly, и ти си знаеш, ако сакаш, не влегуваш внатре. Значи, Но да. кај нас некако го промовираат тој тренд, но не се обележени. Предпоставувам тоа за е, тоа што не ги тоа е. исполниле Значи, условите. ние сме за, јас сум за, предпоставувам и Александар, значи ние сме за, меѓутоа, кај нас проблемот е што за значи многу одговорности, а ние тој дел го прескокнуваме, значи правата си ги користиме, обврските не ги исполнуваме. Како прва агенција храна и За ветеринарство се е може така, да кај се нас. казна на собственикот на гостителските објекти. Има право, да. Па има право. Да, ако Ти нема смееш да имаш услови и добри ако нема услови. дозвола, да. Се вади таква дозвола да бидеш Па би во објект. Не смееш да со храна, мислам ако го правиш тоа, не дека смееш ако да е работиш со близко, храна. не го знам Pets точно. friendly? Да, не смееш да Не го знам Аха. точно тој дел, не Така, можам да да, тврдам, да. нели, Да. нешто што не знам, меѓутоа претпоставувам дека да, треба да исполнуваш дадени услови
за да биде така. За да бидеш pet friendly. Мислам дека разјаснивме многу работи околу кучињата скитници и тоа како да ги гледаме и третираме, како да се грижиме на крајот од се, нели треба да се грижиме за нив, да внимаваме, да си имаме едно убаво живење со кучињата, затоа што ни се тука, за жал ни се тука, да комуницираме, да имаме одговорност. Но кажете ми уште за крај малце околу стационарот. Како функционирате? Имате ли предизвици со кои се соочувате? Одлично функционираме, мислам тоа имате кучиња, да, редовно си имаме по многу кучиња, некојаш премногу. Кој е омилено? Имате ли некоја така? Имаме, Трајанка и Јава. Моментално с Трајанка и Како се Јава. ви? Трајанка и Јава. Во моментот се кај нас и не си одат ни за жива глава. Имате ли случај да ги пуштите на улица? Многу. И да се вратат пак? Многу. Значи, тие не знаат за 30 дена? Куче заловено од Велюса, го враќаме во Велюса и после недела две кучето се враќа во стационар. Да, цело радосно, среќно се вратив дома. 2-3 пати ни го направи тој и го оставивме, да. Како може на кучето да му кажеш законски не смееш да бидеш неки Кога се обративме на инспектор, им кажеме на инспекторе, кучето заврши третман, меѓутоа не сака да си оди, ви информираме тоа е тоа. И други куче сака, да. Тоа значи дека ми е убаво, имате услови. Јас имав момент да бидам во посета на стационарот. Вака значи убави услови, мислам се гледа дека поминуваат и кафези. Меѓутоа имаат свој двор кај што може да се трчат, да се играат. Во кафези во главно се кучиња кои сакат да бидат ептен доминантни, кои ги напаѓаат сите други кучиња, дека цел двор е мој, разбираш. Во тој случај таквото куче ќе оди во кафез. Во главном кучињата слободно шетаат. Значи тоа што е тежок дел за нас. Кој да дојде, непознато лице го прифаќаат како радост, па како имаат среќа. положено тест за социализација, се социализираат кучиња. Да, баш за тоа, да. Кучињата, да, можем да кажем дека таквите кучиња се уште на луѓето да им го дадеме некако да положат тестов. Да, имаме и такви прашања дали може дали заловувате луѓе и така дали може малку краток престој во карантин. Да се придојдат, да. Што би смениле некако во самото функционирање на стационарот? Има ли нешто што би смениле или ви подобриле или ви фали нешто како мислам дека за подобро да се функционира? Секогаш може подобро, значи да не одлично функционираме, значи немаме забелешки, ние сме среќни, задоволни, презадоволни од постигнатите успеси за многу кратко време од нашата работа. Евентуално, значи, би направиле некои подобри услови за кучињата, сенка не треба, такви работи. Тоа може ли некако граѓаните да Па има неколку луѓе дојдат сакат да... Има волонтери, да, се пријавуваат. Лето имавме баш гости од Швајцарија и Германија, не знам од кај беа, вика многу лоши коментари, сакам да видам и гледат и се чуди. Сега, значи, му се смени мислењето. Вика, па сосем различно е, па викам, повелејте, цел круг. Тоа ли е стационар? Има ли друг во Струмица стационар? Викам, не, тоа е стационар. За вас ли пишува тоа? Да, тоа е. Ама ништо од понудата не би. Вака, значи, ние се трудиме, да. Нека би кај нас малку тешко да ти е работа, добро од наша страна и ние немаме некоја имаме одлична храна, нас не треба моментално градежна активност за да може да чуекме да направиме малку стрешница. Модернизираме. Еве, од овде ќе пратиме апел до сите фирми, компании, луѓе кои навистина се грижат за животните. Мислам дека со тоа што ќе донираат во изградба на тој објект ќе направат многу поголема добрина за кучињата, отколку да ги храниме по... Веќе имаме неколку донации, да не го забораваме тоа на почетокот, значи еве шеталиштето ни е покриено со песок и камен, значи тоа неколку камиони да ни помогна луѓето, им благодарам. Значи таа помош ни е подрагоцена отколку да кажеме некои други донации што би биле за храна и за лекови секогаш имаме, значи мислам тоа е кај нас, може да кажем 90% е насочен таму. Да. Така. Значи тоа и уште тоа само ми прашала ваши идни планови, но во тој контекст ќе прашам и дали имате предвидено некои како да ги кажам, обуки, не би биле обуки, ни школите. Да се подигне некоја едукација на младите
што значи улично куќе, што значи куќе дома, вдомено и што значи да се биде собственик на куќе и како да се грижиме за уличните куќи. Значи, Имате ли такви некои планови за во иднина? Значи тоа е само треба да се интензивира. Значи досега веќе сите градинки, сите основни школи и од средните школи дел веќе се биле на посета и се трудиме значи да ги баш тоа. Најбитниот дел е да се информираат, да се едуцираат децата од мали нозе. Значи ги информираме што треба да прават ако видат сега според возраста нормално нели различна едукација. Значи што треба да направат ако видат бездомно куќе, значи со нивното куќе има голем дел што имаат куќиња што ги чуваат дома и тоа го, значи за одговорност собственичто да не го пуштаат на улица, дека сите овие куќиња еве така им избегале да кажеме на собствениците па дошле кај нас. И ги едуцираме да знаат од мали нозе што значи пред се животно, значи љубовта е голема и тие се невини, голема љубов, меѓутоа одговорноста треба да биде како рековме да знаат и правата и обврските кои се ги имаат со тоа. И се трудиме да многу често задоволим сега во зимскиот период нормално малку тие посети ќе се намалат, на пролет здравје планираме поинтензивно, сметам дека секој дете барем 2-3 пати во текот на развојот градинка и основно училиште треба да го посети стационарот затоа што треба да ги види работите од блиску. Ние разговараме и еве помагаме со учителките, наставниците да ги информираат, меѓутоа друго е кога тоа ќе го слушне во училница, друго е кога ќе дојде таму, покажува особен интерес и кога се зборува храна, ќе извадиме куќите, се радувате, и кога зборуваме, некој не се плашат. Кога зборуваме, слушаат, Тие се плашат мали куќенца ако има во момент ќе дадеме и со малите куќи некои фаќат да се доаѓаат во контакт. Јас се надевам дека ќе реализирате многу вакви кампањи, како да ги кажеме, за да се подигне свеста и баш како што кажа, од мали се учат децата на сите тие навики и начин на однесување, јас би рекла, во самото општество, па и према кучињата. Јас ви благодарам на овој убав разговор. Мислам дека многу работи појаснивме во однос на уличните кучиња, во однос на тоа што е работата на стационарот, но и што е одговорноста на самите собственици. И за крај би сакала само совет да им дадете на сите оние кои сакат да вдомат куќе или да си купат куќе. Кој би бил вашиот совет? Нека вдомат. Прво нека вдомат. Јас што викам да зачува природната линија, бидејќи таа веќе се губи. Ние уличните куќиња се како последната трага од канис доместико што се вика баш. Прво нека вдомат ако имат можност, значи прават добро дело, хуман акт, бесплатно е. Изчистени од паразити, оперирани, од друга страна да бидат сигурни дека можат, не дека сакаат, сите сакаме, па ќе кажам, да бидат сигурни дека можат да се грижат, да се информираат, па ќе кажам, без разлика и да си купат и расно куќе и да им го подари некој. Значи информирајте се било кој од колегите, не само по интернет. По интернет слушаме и читаме тоа што не одговара. Меѓутоа, не се секогаш информациите точни и проверени на интернет. Не се филтрирани, да кажем. Меѓутоа, ако направите една посета кај ветеринарен лекар пред да вдомите или еве кај луѓето грумери, значи кои на било кој начин ги познаваат расте особини на кај кучињата, значи ќе добиете добри информации пред да одлучите дали на вистина сакате, можете и каква раса би избрали. Така да. Главно куќето е, па ќе кажем, луксус. Денешно време запомнете, вдомете кучиња, но бидете одговорни собственици и не заборавајте дека тоа ќе ви биде уште едно детенце дома за кое треба да се грижите со љубов и внимание. Пари, храна, внимание, ветеринарен доктор задолжително. Да. Тоа е многу голем одговор. Ви благодарам. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја наредна сезона да разговараме за поубави проблеми. Јас верувам дека вие како вработени нели луѓе во стационарот во секој момент сте отворени за било каква консултација. Да. Апсолутно, па дури по телефона ако некој еве нема услови да дојде, слободно за било какви информации. Секој што ќе дојде прошетан баш низ цел стационар да го види како што е, ако има некој третман операција, тогаш тој дел не влегува. Меѓутоа ако нема,
покажуваме каква е хируршката сала, къде ще се правят операциите. Так. Ви благодарам. Се гледаме Благодарам. повторно. Приятно. Пријатно.